значи понатаму да се борат за своите деца и особено оние жени кои што се во дилема, значи што да направат со своето неродено дете, дали да зачуваат бременост или да ја прекинат. Ние сакаме да им кажеме, значи ние сме со нив и поттикнуваме да се одлучат за вистинската опција, значи да му дадат живот на своето дете, затоа што тоа навистина заслужува да живее. Било ми е што можам да видам многу детски колички овде, имаме призначења, тројки, така што можеме да видиме, значи дека овој маж навистина успева и дека граѓаните навистина се залагаат за семејните вредности, се борат за семејството како институција, меѓу маж и жена, со деца и затоа одлучи сакаат што подобро идеме да има возможност на своите деца, особено истукнувајќи во своето мислење, значи на вакви мажеви што ги организираме и се бориме за правата на децата. Организаторот на маршот е Коалицијата за живот, која што е составена од неколку организации. Лидија Срце што чука, тоа е центар за советување жени со непланирана бременост и простовртино советување. Потоа овде Движењето за духовна обнова во дома, Движењето за заштита и правата на децата и Ревита од Битола. Ова е втора година, значи како го организираме овој марш, но планираме, значи во следните години да го организираме во ноември, значи со целта, значи да го поттикнеме свеста кај народот, дека до 20 ноември, значи не е само обичаен ден, тука е ден каде што мораме да мислиме на нашите деца и на идните поколенија. Јас сум Светлана Јованова, директор на Центарот за советување жени со непланирана бременост, Лидија Срце. Пред се, сакам да ви благодарам за ова ваше учество. Навистина се согласувам во доволен број и јас пред се морам да изразам голема благодарност од сите вас. Без разлика што малку времето е постудено, но ете вие навистина имате желба да ја прокламирате вистинската вредност. Вистинската вредност е животот. Значи ние сите заедно овде се собравме да прокламираме и да се здружиме како коалиција за животот. Така, од се срце ви благодарам за ова масовно учество и се надевам дека во иднина повеќе ќе земат учество и други здруженија и повеќе луѓе. Но здраве Боже ќе видиме и во иднина. Се надевам дека ќе имаме повеќе истомисленици. Но пред се сакам да изразам исто така благодарност и до сите здруженија кои што зема активно учество во сето ова да се организира. Сите работеа неуморно, се трудеа секој со своето колку што може. Па еве јас сакам да изразам поединечно благодарност до Лидија Срцето што чука, до дома, до Здружение за заштита на деца и Ревита од Битола. Така да, јас сега ќе дадам збор на сите тие кои што зема учество во оваа коалиција за животот. Тоа може да почнеме од Влагица. Влагица е представник од Ревита од Битола. Повеќе. Најнапред сакам да искажам огромно задоволство што денеска, во прекрасен ден, денот на детето, денот на животот, се собравме во толку голема бројка. Пред неколку години, кога почнувавме, бевме малку, но нашата борба, нашата упорност, го донесе да видиме денеска во толку голем број. И затоа, не случајно, е одбран помен домот на мајка Тереза, иваниската, нобеловката, жената борец, жената која се бореше за животот, со нејзината позната реченица, абортусот е зло на човештвото и белата смрт на нашата нација. Да продолжиме и да го славиме животот. Благодарам. Сега го повикувам од Сдруженијето за заштита на деца. Ивица. Благодарам. Јас само ќе подсетам за семејството и за семејните вредности, дека децата се единствената љубов, среќа
и се оно што го прави човекот како целост и потполна личност, како наше единствено богатство во животот и тоа за кое што вреди да се живее, да се работи и да се создава. Ви благодарам. Сега ќе ги најавам браќата од Сдруженијето од Движењето до дома, брат Андреј и брат Томчич. Почитувани присутни, сакам јас да оздравам во името на Движењето за организирана духовна обнова на Македонија до дома, да ви се заблагодарам за вашето присуство овде. До дома зазема активно учество во организацијата на овој настан заради тоа што животот како основна вредност, семејството како основна градивна клетка на здравото општество, здравиот брак склучен помеѓу маж и жена кој што е склучен со цел да роди и подигне деца како активни, здрави партиципенти и учесници во општеството, се основни, односно едни од основните најважните цели на постојањето на движењето, и заради тоа нашето учество на овој настан е токму кон тоа насочено да ги промовираме, да ги поттикнеме, да ги заживееме сознанијата за тоа дека здравото семејство и здравиот брак се и како значени за нашето општество, за здравиот општествен, семеен, црковен живот во Македонија. Уште еднаш во името на движењето би сакале да ви се заблагодарам на сите за присуството и останува надежда, останува желбата, оно што денеска го правиме да прерасне во традиција и во иднина, па дури да прерасне во еден посебен, можеби празник на семејството, на домот, на празник на детето, празник на раѓањето, празник на животот. Ви благодарам на сите. Драги браќи и сестри, прво сакам да сите да ви се заблагодарам за поддршката на Македонија што ја даваме, на поддршката на животот, затоа што ова е вистинскиот браник на Македонија, затоа што јас доаѓам од Сдруженијето, до движењето додално движење за духовна обнова, а пред да настапи духовна обнова мораме да имаме на основна екзистенционална физичка обнова на Македонија, која навистина ни е потребна. Немојте да обраќате внимание, во последно време се повеќе има некои така наречени еминентни организации кои што ни препорачуваат дека животот треба прво на себе да се го посветиме, дека сите треба да гледаме на различностите, дека не мора да биде бракот и семејството дефинирано така како што било, дека ние со ваков став сме ретроградни и слично. Јас ќе ве молам да не обраќате на тоа внимание, да останете доследни на ова што сме. Ви благодарам, затоа што имало и претходно многу мудрувања, многу, така наречам, многу поеминентни, по-паметни мудреци кои што мудрувале на база на тоа дека човекот треба животот прво на себе да си го посвети, дека не мора да внимава на семејството, дека репродукцијата е нужно зло и така натаму. Меѓутоа сите такви организации, поаѓајќи од, да речем, оние силни гностички движења, да завршувајќи до сите феминистички движења, полека, но сигурно или се изумрени или изумираат, а тоа е затоа што на проста појава дека нема физичка репродукција. Ви благодарам многу на сите. Сега ни остана уште Светлана, таа исто така ќе ја затвори оваа наша заедничка средба, па така ја поканувам, таа е представник од Лидија, срцето скопите. Најпрво сакам да ви се благодарам на сите вас кои што дојдовте овде и да искажете поддршка и на нашата организација Коалиција за живот, но исто така да им искажете поддршка на сите оние мајки, девојки кои што се соочуваат со непланирана бременост, кои што во овој момент на вистина не знаат што да прават, како да размислуваат. Јас сакам директно на нив да им се обратам. Значи, имате право на избор, но абортусот не е единствениот избор што го имате. Можете да изберете живот, можете да изберете живот за вашето дете. Сакам да ви се обратам и да ви кажам, значи не морате да донесете избрана одлука. Имате време да размислувате. Размислете убаво што правите. Затоа што во вас е еден нов живот кој што е роден, во вас чука едно ново срце и дозволете му на тоа срце да ја види светлината на овој свет. Не морате да
убрзана одлука. Отстранете ги сите оние што околу вас ви зборуваат. Фокусирајте се само на себе, на вашиот избор што го имате и донесете вистинската одлука. Значи, абортусот не е единствениот избор што го имате. Можете да ги видите сите овие деца кои што се дојдени овде со своите семејства, родителите кои што ги донесаат своите мали богатства овде и да им искажат поддршка на сите оние кои што се соочуваат со ваков проблем. Ви благодарам што дојдовте уште еднаш и ве молам, значи, бидете поддршка и за мајките и за девојките кои што се соочуваат со непланирана бременност, бидете поддршка за семејствата кои што немаат деца, но и што оние кои што имаат повеќе од едно, повеќе од две, повеќе од три деца. Бидете си поддршка едни на други затоа што само така можеме да добиеме подобра иднина. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте и се гледаме до година на следниот ваков Бар за живот. Just